Како ја оценувате состојбата со хибридните закани во 2025 година со кои се соочи Северна Македонија? Кои се најопасните форми на политички, медиумски и безбедносни влијанија кои ги гледате во денешно време во поглед на нашата земја? И конечно, како ја оценувате позицијата или ставот дека Северна Македонија од таргет, од мета на хибридните закани и хибридните напади полека станува прокси држава на руските интереси, на руско-српските интереси во Западен Балкан? Кратко и јасно, Македонија е одамна прокси држава. Не е само транзиторна држава или држава реципиент на пропагандни вести, на лажна пропаганда, на хибридни закани. И тоа се одвива минимум последните 7-8 години. Значи, ако ја дефинираме улогата на нашава држава во тој пайплайн, како го нарекуваат, во тој канал кој почнува од Москва, па преку регионални прокси се проширува и на останатите, ние сме еден од подизведувачите на главниот регионален подизведувач на руски свет. Значи, не сме само реципиенти, приматели на такви вести или обични дисеминатори. Во Македонија постојат сериозни политички структури, да не зборам за безбедносниот текст, меѓутоа политички структури кои мислат дека клучните вредности кои ги пропагира идеологијата наречена руски свет се подобри за нас отколку клучните вредности на Евроатлантската алијанса, НАТО алијансата посебно, каде што сме членки формално од 2020 година. Од тој аспект, ние можеме сега да разговараме од тука, се разбира, ако се согласуваме како држава со оваа дефиниција, можеме да разговараме за контрастратегиите наспроти таквите влијанија. Меѓутоа, ако велиме дека сме, или тоа е мојата теза, дека ние полека стануваме и сокреатори на дел од тие главни тенденции кои доаѓаат од северот кај нас, тогаш треба да се постави прашањето за политичкиот и стратешкиот легитимитет на елитите кои во моментот не водат. Ние почувствувавме поголем наплив на пропаганда која доаѓа од тој концепт наречен руски. Инаку рускиот свет е стара една идеја, сигурно датира од некаде од почетоците на претходниот век, меѓутоа формално на ниво на концепт се оформува и се поддржува од руската држава, од врвот на руската држава, на Руската Федерација, од 2007 година. Они формираа фондација наречена Руски свет. И тоа интересно коинцидира со така наречениот историски говор на Путин на Минхенската безбедносна конференција, истата таа 2007 година, во која најави дека жестоко ќе се борат против она што тие го перцепираат као униполарен свет, велики дека не може една држава, мислејќи на Америка, да диктира што другите ќе прават, и растот после тоа е долга дебата, да не ја шириме, на така наречените суверенистички партии и политичари, па и тука во регионот, а особено во западниот дел од Европа. Значи, не е ново, меѓутоа во моментот кога бевме ние во предворието да влеземе во НАТО алијансата, по подпишувањето на Преспанскиот договор, кој беше иминентно нашето влегување во алијансата, тогаш нагло се зголеми интензитетот на руската пропаганда, повторно преку регионалните проксија тука. И ја тврдам дека во септември, кој имавме референдум за името, дека во тој период имавме најголем наплив или интензитет на напади по таа основа, по таа оска, да ја наречам. Јас сум го кажувал тој и порано, јавно, значи во предвечерието на референдумот за името, кој беше на 30 септември 18, над 30 веб страници беа наменски формирани на територијата, да имитуваат на територијата на Македонија, со тоа што на сите тие 30-тина има многу слични имиња со веќе постојните портали. За да ги мала измена, точка, запирка, додаток напред или на крајот на името. Потоа, од кога влеговме, тој интензитет се намали, бидејќи влеговме внатре и почнавме да станавме дел од информативниот систем и размена на информации со другите НАТО сојузници. А со почетокот на руската инвазија 22 во Украина, дополнително се намали
изворната содржина на рускиот свет и останаа само тие рецидиви на регионалните прокси играчи, затоа што комплетната руска машинерија во рамки на тој концепт се насочи кон обидите да контрира на западната наратива за она што тие го прават во Украина. Значи сите ресурси беа дадени да се покаже дека се работи за легитимен интерес на руската држава, а не за една апла инвазија врз друга суверена држава. Впрочем, сите гласања во Обединети нации на таа тема покажуваат дека над 2/3, значи над 70% од сите членки на Обединети нации, значи практично целиот свет со огромно мнозинство, јасно ја дефинира руската инвазија како нелегална